Тони Трајковски без покани со влошена здравствена состојба денеска се појави во судот. Видно изнемоштен и со последици од претепувањето, тој седна на обвинителната клупа за се соочи со судијата Огнен Ставрев, кој пак се стави во улога и на лекар. На барањето за одложување од Трајковски, Ставрев возвраќаше дека не му било ништо и дури му порачуваше денеска да седи и да молчи. Сепак на крајот го прифати барањето на одбраната. Ова е од самото претепување на Тони, значи има последици по здравјето, има дијагноза од докторите што не би сакал да ја коментирам, не е благодарно. Меѓутоа препорачуваат мирување, дека не може да учествува на судење 15 дена. Иако нема никаква опасност од застарување на делото, а со барањето на Трајковски случајот ќе продолжи за брзо, обвинителот кој беше дел од СЈО, Бурим Рустеми, побара раздвојување на постапката, што беше одбиено од судечкиот совет. Одбраната порача дека такво нешто не може да дојде, бидејќи постои поврзаност во делото меѓу обвинетите. Рустеми пак отиде дотаму, јавно да предупредува со можна смрт на обвинет. Не дај Боже може да почине. Не може да му се суди во иста постапка, затоа барам раздвојување. Страшевски вели, нема премногу да трае ваквата здравствена состојба на Трајковски, со што не е логично било барањето на Рустеми. Самото обвинителство, обвинителниот акт што ги има поднесено, представува еден синџир на поврзување од првиот, значи обвинет до последниот, каде што има првиот го поттикнал вториот, третиот. Тие надоле и тоа е еден синџир поврзан кај што не може да се раздвои постапката. Законски не е дозволено. По оставката на судиката поротник во ТНТ Лилјана Ивановска-Кочковска, случајот се врати од почеток. Адвокатите и обвинетите се уште не одлучиле дали ќе го прифатат барањето на Ставрев, судскиот процес за решението на Космос да продолжи каде што застана или пак ќе започне повторно со изведување докази од почеток.